Да, аеродромци добиваат нови и лесно достапни комунални услуги. И не само тоа, аеродромци добиваат и нов сквер, и нови градинки, и реновирано училиште. А за сето тоа ќе зборуваме со нашиот денешен гостин, градоначалникот на општина Аеродром, Дејан Митевски. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и поздрав до гледачите на Македонска телевизија. Ајде да продолжиме онаму каде што застанавме со прилогот, а тоа е дека аеродромци добиваат многу нови комунални услуги. Да, тоа е една актуелна тема која што особено во пресрет на пролетта и како што кажавте во самата ваша најава период кога граѓаните обично реновираат или прават преуредувања во домовите, па најмногу ни се создаваат оние диви депони или места каде што се одлага непрописно и кабаст отпад и градежен шут. Решивме да воведеме една нова услуга која што ќе трае континуирано во текот на целата година. Како општина со скромен паричен надоместок на граѓаните, достапна за сите, им обезбедуваме можност нивниот отпад да биде подигнат буквално од пред нивната врата и транспортиран безбедно до депонијата Дрисла, место каде што сите треба го транспортираме нашиот отпад. И оваа услуга за прв пат се воведува во било која скопска општина на барање на граѓаните со едно обично закажување на телефонски број и договарање на термин. Нашите служби вработените во општина Аеродром доаѓаат на лице место, го подигаат отпадот и го транспортираат до депонијата Дрисла. Паралелно, два пати во текот на годината, во пролетта и во есента, организираме како општина акции за бесплатно собирање на кабаст отпад со поставување на големи садови за отпад на повеќе локации, но како општина увидовме дека потребата за одлагање на отпадот трае во текот на целата година, иако пролетта и есента се периоди кога е позачестена, меѓутоа во текот на целата година граѓаните имаат потреба од подигање на отпадот и се надеваме дека на овој начин ќе придонесеме да имаме почиста и позелена општина. Она што исто така спаѓа во делот овие комунални услуги кои што ги нудите се машинско косење на зелени површини, гребење и собирање на искосена трева. Тоа е особено важно за оние кои што имаат дворови. Во Аеродром имате згради со дворови многу, имате куќи со дворови многу. Не секој може да се снајде во одржувањето на дворот. Или не секој може да се снајде, или имаме површини кои што се во приватна сопственост, меѓутоа се неуредени и се оставени запуштени и представуваат една навистина лоша слика за жителите на општина Аеродром, покрај тоа што граѓаните и приватно ќе можат да ја користат на барање нивно оваа услуга. Имаме механизам сега со веќе утврден ценовник по барање на инспекцијските служби. Доколку сопственикот на сопствена иницијатива не го уреди она земјиште кое што го имаме начин да преку јавното комунално претпријатие на општина Аеродром го уредиме и за истото да му фактурираме на сопственикот, имајќи предвид дека иако е приватно, сепак треба се грижиме сите за околината и оние неубави слики од неуредени земјишта, од обраснати со трева кои што представуваат и опасност летно време, особено опасност од змии, од разни животни, крлежи, да ја спречиме таа слика и да аеродромци имаат еден поубав видик, односно поубаво место за живење. Сега од комуналните услуги ќе се префрлиме на она што е најново, да речеме, кога станува збор за градежната офанзива во Аеродром. Прв центар, скверот за трговскиот центар Капитол во општина Аеродром добива сосема нов и урбан лик. Пред неколку дена го најавивте тоа заедно со премиерот, со министерот за локална самоуправа, со министерот за транспорт и врски. Да, тоа е првиот од 8 проекти кои што ги започнуваме со поддршка на владата на Република Македонија, која што е особено значајна за нас како општини. Станува збор за комплетно уредување на познатиот сквер прв центар позади трговскиот центар Капитол. Инвестиција во вредност од 45 милиони денари, комплетно поддржана од страна на владата на Република Македонија и се надевам дека за отприлика 4 до 5 месеци од денеска би имале комплетно нов уреден простор кој што не е уредуван во изминатите 40 години. За прв пат се работи на овој простор било каква инвестиција и сметам дека на тој начин ќе придонесеме граѓаните да имаат повторно едно поубаво место за живење, ќе бидат опфатено сите содржини околу скверот, меѓутоа не е само сквер, тука ќе има и нова
урбана опрема, ново зеленило, ново наводнување, ново осветлување, нова хидроизолација, така што станува збор за еден комплетен проект кој што е на вистина значење за жителите на овој дел на аеродром. Јас многу убаво се сеќавам кога беше пуштен во употреба стамбениот комплекс во кој што се наоѓа скверот. Тој сквер беше собиралиште не само за младите од аеродром и за жителите од аеродром, тука доаѓају од другите општини. Луѓе беше многу популарно место за излегување, се надевам дека ќе го вратите тој сјај. При ово место и токму тоа беше идејата да инвестираме во овој сквер, да повторно им дадеме можност на младите, имајќи предвид дека општина Аеродром е општина на млади луѓе, да им дадеме едно ново место за нивно собирање. На тој сквер постои една фонтана која што не е во функција повеќе од 10 години и представува една неубава слика за самата околина, така што со реконструкцијата ќе имаме уште едно многу убаво место. Не се сомневам дека ќе направите повторно да блесне скверот позади Капитол. Инаку во аеродром по повеќе години во исто време се градат и основно училиште и детска градинка, а вчера пак имавме можност да видиме дека во детската градинка Срничка по 40 години успеавте да направите нова комплетна и современа кујна. Да, постојат инвестиции кои што се видливи за јавноста и ги гледаат граѓаните, меѓутоа постојат инвестиции кои што се малку помалку битни за граѓаните, меѓутоа многу се битни за функционирање на институциите, односно се она што е под општина Аеродром. Добивме една нова кујна во градинката Срничка градинка која што обслужува дневно повеќе од 1000 дечиња. Претходно постоеше ризик да нема доволно капацитет таа кујна да спреми храна за сите дечиња кои што ја посетуваат градинката Срничка. Сега сме сигурни дека сите дечиња навремено и квалитетно ќе имаат обезбедена храна, а да, како што рековте, за прв пат после многу години во аеродром се работи на две огромни инвестиции. Една е доградба на детска градинка Изворче со капацитет зголемен. Го гледаат гледачите. Со капацитет зголемен за повеќе од 200 дечиња и доградба на основното училиште Блаже Конески со нови 18 училници, нов хол, нова библиотека, нов лифт за пристап на дечиња со потешкоти, односно со инвалидност, нова кујна, комплетно нов објект кој што ќе служи за поквалитетно образование, имајќи предвид дека во тој дел на општината имаме постојан прираст на дечиња што не радува, меѓутоа како институции, како први луѓе во институциите мораме да размислуваме и да обезбедиме капацитети за тие дечиња, вклучувајќи и училишта и градинки, нешто што е наша основна обврска, односно задача како институција. Додека зборувавте, се присетив на моментот дека порано тоа го нарекувавме стар аеродром, тој дел кај што се наоѓаат и училиштево и градинката особено, со оглед на тоа колку се изгради во последниве години во тој дел од општината, се срушија бараките, се направија нови згради, се оплемени просторот и тој дел на аеродром на вистина сега е прекрасно место за живење, веројатно треба најнов аеродром сега. Да, нов аеродром, училиштето е на територија на Мичурин, вака попрецизно по однос на поделбите, меѓутоа и во Мичурин има изградено многу нови објекти и во делот на стар аеродром и за жал во минатото не се посветувало толку многу внимание на ваква инфраструктура. Се развивала подземната инфраструктура, се развивала патната инфраструктура, меѓутоа не и училиштата и градинките за да ги задоволат потребите на сите оние нови жители кои што се населуваат во овој дел на општината. На почетокот на овој мандат пуштивме во употреба една нова детска градинка, веќе работиме на изградба на втора детска градинка. Наскоро ќе започнеме во текот на летото повторно со поддршка на владата и трета детска градинка, така што се трудиме на вистина да ги подобриме условите со нови објекти, меѓутоа и да создадеме капацитети за да ги згрижиме сите дечиња кои што имаат потреба од посетување на детски градинки. Спремни се проектите за аплицирање на повикот на министерството? Дел од проектите се спремни, дел се веќе во завршна фаза согласно критериумите кои што ги објави владата и за многу скоро ќе аплицираме за сите проекти како општина. Можам да кажам дека интензивно работевме изминативе неколку
месеци на изработка на проектна документација, имајќи предвид дека и тој процес на изработка, односно на подготовка на проектната документација бара и време и ангажирање на многу ресурси, се со цел истата да биде сработена квалитетно, од причина што тоа е основната, односно поидобната точка за реализација на било кој проект. Работиме на уште една фаза, втора фаза од Основното училиште Блаже Коневски. Напоменав детска градинка Пчелка 1 во населба Лисиче, еден нов мултимедијален простор кој што за прв пат ќе биде направен на територија на општина Аеродром, доградба на Основно училиште Гоце Делчев и уште многу инфраструктурни проекти кои што опфаќаат реконструкција на улици, водоводни мрежи, плочници, се со цел да во секое населено место направиме инвестиција која што ќе им значи на граѓаните, односно ги слушаме потребите на граѓаните и према тоа се водиме и инвестираме како општина. И тоа е најважно, доколку немате комуникација со граѓаните, тоа би било веројатно на штета и на граѓаните и на општината. Вака кога се работи во дослуг со граѓаните, кога се слушаат нивните потреби и се реализираат, не само да се слушаат, а вие ги реализирате, верувам дека Аеродром на вистина ќе остане една општина прекрасна за живење, која што ги има сите услови. Дефинитивно најубавата општина за живење во рамки на градот Скопје, тоа нескромно ќе го кажам, имајќи предвид дека и интересот за живење во Аеродром е најголем, односно поголем од било која скопска општина, така што се трудиме заедно со граѓаните да ги утврдиме сите оние приоритети кои што ги имаат граѓаните за инвестирање и согласно нивните приоритети да ги потрошиме овие заеднички наши пари, не се тие пари на општината, тие се пари на граѓаните. Впрочем и како општина во текот на месец ноември правевме многу отворени средби, граѓански средби и голем дел од овие проекти кои што ќе ги реализираме во текот на 2025 година произлегува од идеите, односно барањата и потребите на аеродромци. Имаме уште малку време за разговор, након со она што би сакале да го истакнете, а не го спомнавме. Мислам дека имате многу работа во овој период што е пред нас. Да, еден период интензивен кој што ќе значи многу нови инвестиции на територија на општина Аеродром. Ги споменав проектите со кои што ќе аплицираме во наредниот период. Наскоро почнуваме со реализација на сите проекти од првиот повик на владата и тоа се повторно проекти кои што се означени на граѓаните. Тука ќе споменам неколку улици во населба Лисиче, улица Анастас Митрев во Мичурин, улица Милан Зечар во Стари Аеродром, неколку паркинзи, реконструкција на плочници, реконструкција на тротари на улица 23 октомври, односно комплетно нови тротари кои што поради заобат на времето истите се дотраени. Меѓутоа паралелно работиме и постојано на инвестиции во образованието и во детската заштита како основни дејности кои што ги имаме како општина, односно на надлежности. Работиме интензивно со инспекцијските служби, се со цел да спречиме девијантно однесување кое што значи оставање на отпад на непрописни површини, подигање на хаварисани возила, подигање на возила непрописно паркирани во зеленило помеѓу згради. Само во текот на месец јануари се изречени повеќе од 200 прекршоци кон несовесни граѓани. Се надеваме дека на овој начин, со тоа што создаваме услови, ќе им овозможиме на граѓаните да се однесуваат прописно, а сите оние кои што и понатаму ќе продолжат да ги кршат правилата, иако морам да кажам дека станува збор за многу мал број на граѓани, ќе бидат санкционирани. Мене ми е драго, господин Витевски, што бевте дел денес од нашата емисија и што успеавме барем за на кратко да кажеме што се случува во општина Аеродром. Ви посакувам успешна градежна сезона со оглед на тоа што ве чека многу работа и среќни и задоволни жители на општината, се разбира. Ви благодарам многу за поканата и